Многу луѓе се грижат за покачувањето на телесната тежина, но кај некои луѓе грижата станува обсесивна, што резултира со состојба наречена анорексија нервоза. Анорексијата е нарушување во исхраната што може да резултира со тешко губење на тежината. Лицата со анорексија се преокупирани со внес на калории и тежина. Добре дојдовте во приказна. Денес ќе зборуваме за анорексија. Да, анорексија е кога некој не прима доволно храна, мислам. Дали вака познаваш, бидејќи си младо девојче, обично тоа е најповеќе присутно кај адолесценти кои што сакаат да изгледаат убаво, да внимаваат на исхраната? Познаваш ли некои твои другарки кои што имаат проблем со килограмите, но не во плюс, туку кои што и во минус? Да, познавам неколку. Мислам дека влијае многу на психата и понатаму во животот. Дали они тоа го гледаат како проблем или не го препознаваат? Не го препознаваат. Мислам се гордеат на тоа. Порано не мислам, не. Сега тоа се примерува. А и на секаде, јас одам Англија, имам 2 ќерки таму. И таму исто така може да се забележи тоа почесто него тука. Прво мислам дека младите не се едуцирани доволно тоа што е анорексија, за да знаат дали е тренд и да го фурат како тренд, гледаат нешто што им се презентира во медиуми како, да речеме, модел на како треба да се изгледа и го целат кон тоа, без разлика на тоа дали се едуцирани или не. Затоа што повеќе треба во образованието, во самиот процес да се зборува за тој проблем? Да, затоа што анорексија е дел на, да речеме, од психологија и е ментално расстройство. Во склоп на едукацијата мислам дека треба да влезат сите ментални расстройства, вклучувајќи анорексијата, чисто само за да се има предвид што е, зошто се појавува, како се третира, како треба да се постапи со тие луѓе кои што страдат од анорексија. И ако не секој човек што е слаб има анорексија, така да. Да, намалена килажа, прекомерено намалување на килажата, речеме може да се јави кај тумори најчесто или кај некои други хронични заболувања кои што бараат многу долг период на лекување и најчесто една од главните манифестации е анорексијата. Колку кај младите се зборува за ова, колку младите вака како тебе еве добро го познаваат овој поим, кој е генералното твое мислење? Јас мислам дека сите го знаат овој. Според мене мислам дека секој тинејџер го познава овој поим, особено ние девојчињата, и не е толку актуелно како што го прават другите, ама да, прилично е познат поимот. Анорексија представува нарушување во исхраната кое се карактеризира со прекумерно губење на телесната тежина, настанато како резултат на намерно изгладнување. Еве што велат податоците кои ги истраживме. Растројствата во исхраната се нарушување во односот кон исхранувањето, кои примарно потекнуваат од ирационалната желба за намалување на телесната тежина, а кои го нарушуваат медицинското, психолошкото и социјалното функционирање. Овие растројства представуваат дисфункционални, емоционални, когнитивни и бихевиорални стратегии во справувањето со развојните проблеми, нарушувањата во расположението, интерперсоналните релации и интрапсихичките конфликти. Претворајќи се во самоодржувачка болест, најчесто во контекст на преценети убедувања усвоени од социокултурните норми, кои промовираат тенка фигура и промена на формата на телото. Тие денес представуваат вообичаен и сериозен клинички синдром, со една од највисоките стапки на морталитет во психијатријата. Терминот анорексија нервоза потекнува од грчкиот термин загуба на апетитот. Означува синдром кој се карактеризира со 3 суштински критериуми. Првиот е само предизвикувано гладување до значителен степен, однесување. Вториот е немилосрден поход на витост и или морбиден страв од дебелење, психопатологија. Третиот критериум е присуство на медицински знаци и симптоми на изгладувањето, физиолошка симптоматологија, како на пример аменореја. Анорексијата често, но не секогаш се поврзува со нарушување на сликата за сопственото тело, тоест перцепција дека лицето е вознемирувачки обемно и покрај очигледното медицинско изгладнување.
Анорексијата дефинитивно има психолошки причини и секако и психолошки последици сама по себе, односно самата анорексија е ментално нарушување или психопатолошко нарушување на личноста кое се одликува нели со абнормално доживување на исхраната, односно на своето тело, искривено доживување на изгледот на своето тело, искривено доживување за дебелината, односно за тежината на своето тело. Односно, ono што е многу битно од психолошки аспект е дека личностите не се доживуваат на правилен и рационален начин и во однос на емоциите и во однос на разбирањето на емоциите од другата страна, така што ирационално, односно и нерационално ги прифаќаат емоциите од надвор и не реагираат на правилен и соодветен начин. Луѓето со анорексија ќе се борат против потребата од храна, против природното чувство на глад. Покрај тоа, тие практикуваат и активности и вежби, со цел да го лимитираат или елиминираат бројот на внесени калории. Емоционалните симптоми на анорексија подразбираат надразливост, социјална повлеченост, влошено расположение или непокажување на емоции, нецелосно разбирање на степенот на сериозност на ситуацијата, страф од јадење во јавност и обсесивност околу исхраната и вежбањето. Најчесто симптомите се врзани за исхраната, намалено конзумирање на исхрана, но од психолошки аспект ќе ги земеме во предвид симптомите како раздразливост, изолираност од социјална изолираност од блиските, постојана затвореност, нели, депресивно однесување, понекогаш и импулсивно однесување, постојано изолирање и недоаѓање на работното место, потоа и несоница, дисбаланс и во менструалниот процес. Така да сето тоа е последица на тој психолошки аспекти или континуирано психолошко доживување на нештата кое доведува и до сите овие симптоматологии кои се доста видливи и штом веќе станат видливи треба и да се реагира навремено. Точната причина за анорексија не е позната. Луѓето кои развиваат анорексија може да имаат негативна слика за телото. Тие можеби се фокусирани на тоа да бидат совршени. Тие можеби бараат начини да ги контролираат своите животи. И симптомите се нели дискутабилни. Може да не излажат. На почетокот анорексијата дава симптоми нели на намалена телесна маса, намален body mass index, односно она се што е помалку од 17,5 body mass index, говори нели за некое нарушување во исхраната, односно за некој вид на заболување, односно состојба која што не е потребна да биде во кај тоа лице. Со самото тоа намалување нели на телесната маса и килограмите, можеме да констатираме килограми кои што се помалку од 35, значи веќе говорат на сериозно нарушување во поглед на здравјето кај личноста и со самото тоа предизвикува и други одредени типови заболувања, не само како анорексијата, како анорексија, лицето влегува во малнутриција, односно мала абсорбција, губи на витамини, на енергија, а смета дека е доволно енергетски способно за да може да е физички активно. Тоа е апсурд. Оние лица кои што се анорексични веќе почнуваат, осеќаат енергија и сила, а ја нема, тоа е привидна, односно лажна, вежбаат, трчаат, спортуваат од проста причина, само да скратат на калории или да бидат нели послаби, да излажат нели онаа слика која што оние гледаат во гледалото. Доколку ви ги погледнете и им речете леле колку си згодна, ако девојката нели или машкото, најчесто ова се случува кај девојчината, затоа велам девојката, меѓутоа не е редок случај кај машките. Доколку рече колку си згодна, таа ќе рече не, 2-3 кила сум ставила плюс и веднаш психолошки го доживува тој комплимент како нели не како комплимент, туку го доживува како критика. И веднаш од другиот ден ќе видите почнува да трча, нели да намалува уште повеќе на калориски внес во организамот на дневно ниво. Се верува дека други фактори како генетиката, животната средина и психологијата играат улога. Има повеќе причини за појава на анорексија, но најчесто причините се психолошки. Имаме и генетска предиспозиција да напоменеме, што не е толку честа, но мора да се напомене дека обсесивно-компулсивни нарушувања, ако постојат во генетската
предиспозиции, секако и тоа може да биде причина кај децата, но најчесто причината е анксиозно, стресно живење, депресивна состојба, односно паѓање во депресивна состојба, искривени мисли, искривено доживување за своето тело, а сето тоа нели е влијание и од социјалните мрежи, но голем удел, како што кажавме, игра и семејството, односно оние очекувања од родителите уште од малиност за изгледот на детето и за се она што треба да биде, па така пристапуваат и кон некое во наводници совршенство, односно да кажам движење кон перфекционизам кој оди нели до ненормални граници во случај. Кога ќе се диагностицира анорексија, третманот се спроведува тимски, имено вклучени се психијатар, интернист, ендокринолог и нутриционист, кои ќе помогнат на најдобар начин да се надмине оваа болест. Анорексијата представува мултидисциплинарен проблем, односно представува заболување кое што најпрво е поврзано нели со нашата психолошка состојба, односно психолошката состојба на пациентот кој што ја доживува, односно кој што е анорексичен. За да се диагностицира анорексија, треба да имаме нели исполнето повеќе фактори, што тоа значи дека не може анорексијата да диагностицира само нели нутриционистот во конкретнава ситуација, зашто од проста причина што да, можеби пациентот во моментот има некое нарушување во поглед на исхраната, меѓутоа тоа нарушување веројатно, доколку станува збор за анорексија, не е предизвикано само од начинот на исхрана, односно од игнорирањето на одредени типови на храна кај личноста. Затоа треба нели да се биде мултидисциплинарен пристапот, односно да се има и докторски анамнези, како што се ендокринолог, психолог или доколку е понапредна фазата и психијатар во понатамошниот нели третман на лицето со анорексија. Во зависност од неколку фактори, третманот може да се одвива во болнички или амбулантски услови. Се користат терапија со лекови и психотерапија, когнитивно-бихевиорална, индивидуално советување, групна терапија, семена терапија, вежбање и едукација за исхрана. Улогата на психологот е првенствена во секој случај, но секако во соработка со семејствата и со блиските на личноста која е заболена, односно која веќе пати од анорексија. Многу е битно да се отпочне со психопатолошка терапија, односно најпрво со психолошка терапија, когнитивно-бихевиорална терапија е доста ефективна терапија, која обрнува внимание на доживувањата на емоциите, доживувањата за своето тело, сите оние ирационални мисли или начинот на кој размислува, односно обрнување внимание на самата свесност кај личноста за своето тело, колку треба да е дебела или слаба, или начинот на кој ги доживува мислите и другите, да кажам, оние доживување од надвор кои ги прима. Првиот чекор во постигнување целосно закрепнување од нарушување во исхраната е да се влезе во соодветна програма за третман. Најчести првични совети се расчистување со сам себе, освестување во наводници на пациентот дека тоа што го замислил себе не е вистина, тоа што го гледа во огледалото не е самиот тој, дека нели некојаш треба да ја послуша околината, односно најблиската околина како што се родителите, браќата, сестрите кои што ги има, дека доколку ви кажат дека сте на вистина, нели тоа што они ве гледаат, дека тоа е таа вистина, не е искривената слика во огледало кога ќе погледнете вистината за самите себе. Прво и најосновен е психолошкиот пристап кај пациенти, иако сум јас нутриционист, секогаш прво психолошки настапувам со сите пациенти, па и со пациентите кои што се соочуваат со анорексија. Мора да се најде начинот на кој што ќе придете до пациентот, за да тој после понатаму почне да ви верува и да ве слуша во поглед на храната кој ќе му кажувате и говорите колку треба да внесе калории, затоа што овие пациенти кои јас ќе напоменам дека најмалку треба сега да внесеме 1500 до 2000 калории, знаете што нема шанси јас колку ќе се здебелам од тие калории. Не секоја калорија е иста калорија, тоа мора да се објасни, и дека калориската вредност на храната е практично енергетска вредност на храната. Ние бараме преку калориите да внесеме енергија, а не масно ткиво во нашиот организам. Долгогодишната соработка, односно долготрајната соработка со овие пациенти доведува до позитивен исход, иако не многу ретко може да се случи нели да исходот од анорексија биде фатален. Преминува само доколку не се третира добро од анорексија во булимија и обратно ќе се трансферираат тие, па за понатаму нели телото скроз да откаже во своето функционирање. Здравата исхрана како и физичката активност под надзор на стручно лице може да му помогнат на болен човек.
Во последната, да кажам, четврта точка на работа се дефинитивно се работи со нутриционист, каде што дефинитивно ќе се обрне внимание на соодветното конзумирање на исхрани и соодветната грижа за телото на заболените од анорексија. Свесно навлегував во состојба на анорексија. Почнав од нешто што изгледа сосем безопасно, за да после кратко време почне да зема се поголем замав. Вака нутриционистката и фитнес тренер Мартина Давидовска ја почнува својата приказна поврзана со борбата со анорексија нервоза. Почнав со тренинзи, со трчање, со кардио. Првен почнав да не јадам, онака свесно. Си велев, ајде, оваа намирница не е добра, ќе ја исклучам, а многу повеќе ќе си тренирам. И сето тоа така всушност почна, зголемував тренинзи, а намалував исхрана. Се додека не се доведов во моментот да сум со 100 до 200 калории на ден, и тоа беше онака една фрапантна бројка, па дури отворив и тефтер во кој што запишувам колку калории ќе внесам, а колку калории ќе потрошам, за да на крај сватам дека всушност нашиот организам и човековото тело не функционира на тој начин и дека на дневна база ни се потребни многу калории за да можеме да функционираме и во секојдневниот живот, па и во спортот. Кога ја прашавме за причината, Мартина искрено вели дека се уште не може да ја пронајде вистинската, но се согласува дека притисокот од општеството за убав изглед пред сека и девојките има удел во целата нејзина состојба поврзана со анорексијата. Па мене ми требаше отприлика година и пол, две, ама со епизоди на враќање. Бидејќи навлегов и во светот на модата, јас излегов еден период, самата се изборив, бидејќи ова е се психолошка игра. Ова не е игра некој да ти ја наметне па ти да мислиш дека така треба, туку ова е борба со сам себе. И јас почнав да се изборувам со сама себе, добив и факултетска диплома, положив и за кола и ми даде тоа некаква надеж дека сепак јас сум добра. Всушност, луѓето што имаат проблем со анорексија имаат многу ниска самодовер. Јас отпосле тоа го сватив и се уште го сваќам дека е тоа така. Многу пати ми се наруши самодовербата за да се изградам сега како што сум како независна. Да, година и пол до две ми требаше. Поддршката и укажувањата од семејството и блиските луѓе биле одлична причина Мартина да ја победи оваа состојба. Па заедно со помош на мојата мајка, сестра ми и мојот вереник сегашен ми помогна. Они ми беа некако како одскочна даска, што се вели. Едниот ќе ми помогне во спортот, другиот во исхраната и така, за да сега веќе знам се сам. За крај совет до сите девојки и момци кои се уште не се доволно свесни за последиците од анорексијата. Им посоветувам да се советуваат со нутриционисти и фитнес тренери и да побараат нивна стручна помош за да може да излезат од сето тоа, па доколку е потребно и помош од психолог, бидејќи не е срамота и не е табу тема да се оди на психолог, тоа само помага емотивно и психолошки да се изградиме и никогаш да не се споредуваат со други личности. Што е анорексија? Анорексија прво е спомната во класификација на Американската психијатриска асоциација во 1980 година како пореметување во детство и адолесценција. И сега во другата меѓународна класификација на болести спаѓа во пореметување на исхрана неограничено со возраст и со род. Сака да каже дека може да се јавува во различна возраст и кај машки и кај женски. Но, веројатно, Американската психијатриска асоциација поаѓа од генералното, од најзастапеното, дека анорексијата се јавува најчесто помеѓу 14 и 16 години. Практично кога влегува во пубертет, најверојатно
Сликата за себе. изгледот станува пресуден. Кај булимија сега има нешто покасно границата се става, од 18 години. Јас за анорексија би рекла од 12 веќе дека се појавува. Работата кога ќе се забележи. Кои се знаците, како да забележиме дека едно лице има анорексија нервиоза, така и е терминологијата? Да. Сега, тоа што незабележително може да помине многу долго време, затоа што додека него афектира телото, телесни состојби, хормони, не се бара помош или не се забележува. Дури и самото дете, личност, јас ќе кажам затоа што се јавува и кај повозрасни, нема свесност дека има анорексија. Така да, кога ќе се појават проблеми со хормони, кога ќе се појави кај женските пореметувања во менструален циклус, кога депресијата, што е пропратна со анорексија и булимија, со нарушувањето на исхраната, ќе направи проблем во секојдневното функционирање и со посетата на терапевт, на психијатар, ќе се открие и тоа дека има и проблем во исхраната. Дали комуникацијата, родителите, блиските, околината, можеби другарчиња, кога ќе укажат на тоа дека има поголема тежина, дали тоа може да биде тригер или сепак станува збор за нешто што психолошки се случува? Па да, тоа е и тригер психолошки што прави проблем. Видете, некојаш родителите, нормално никој не сака и изголемената тежина е проблем, физички, здравствен секако, но зашто е психолошки проблем анорексијата? Затоа што децата справувањето со тие емоции немаат механизми стекнато. Возрастните немаме механизми за се што се случува, па не децата. И сега едно нешто што ќе го каже родителот, насмеа, дебел си, дебела си, види се, погледни се, тоа кај детето прави земјотрес. Нема механизми како да се справи и нормално сваќањето на децата и самото неврофизиолошки развој нема толкави капацитети да тоа го обработи. Разбира дека јас сум смешна, јас сум дебела, јас не сум убава. Дополнително гледањето е сега, сметам дека треба да се направи баланс, затоа што сега има модерни мајки, нормално си одржуваат, се грижат за себе, за телото, за исхраната, детето гледа, не значи дека не треба и на тоа да знае што е здрава храна и како треба да се исхранува, но некаде капацитетот како тоа го сваќа, ако не е дополнително објаснето на детето, ќе го види фактот, ова треба да правам за да бидам прифатена, или што се случува во средно школо, еден збор често што го слушам кај клиентките, кај девојчињата таа возраст, популарна да бидам, па и кај машките, само што они одат со активно вежбање, па и други додатоци поразлични од женските, така да можеби затоа не е забележително. Така да, афектира, но морам да апелирам дека вината не е кај родителите, затоа што често ми се случува кога ќе дојде девојчето за сосема друг проблем да ја донесат, зашто попуштила со оценките, и после доаѓаме до самоповредување, откривам, додека разговараме, па откривам нарушување во исхрана и викам дека имам пракса да работам јас и со родителите. За било што да станува збор ако е малолетно дете, сакам паралелно и заеднички да работам со родителите и тука се наоѓаат родителите погодени. Некои се наоѓаат погодени, па може да се откаже терапијата, да се прекине, што сега, каде е мојата вина, или па некои чувствуваат па преголема вина, каде сгрешив, што направив, не само за анорексија, нормално и за други проблеми. Така да не е тоа вина, него родителството, сега знаеме, родителството се учи, си бара, е доста комплексна и одговорна работа, така да не е нешто што јас сум виновна што направив. Не, туку како што учиме интелектуално, ќе научам за оваа област, еве сега ќе слушнам за анорексија, па ќе знам, исто се учи и емоционалното контактирање. Не се учи, се вежба, се разгледува во однос на развојната фаза на детето.
Сакате да Во кажете комплет. дека и целото третирање на случаите со анорексија не е едноставно и вклучува и повеќе аспекти, веројатно освен работата со семејството и со лицето кое што има, вклучува и ендокринолог, не знам и други специјалисти кои што треба заеднички да ја разработат целата проблематика. Да, секако. И најчесто доаѓа до откривање на анорексијата кога ќе дојде некој посериозен проблем. Не мора да е губењето на килограми. Може да се смета диета, може би да некој бил постојано во некоја нормална телесна тежина. Така да не се забележува одма. Може да се забележи кога ќе дојде отсуство или пореметување во менструалниот циклус. Кога, или како што реков на почеток, депресијата кога ќе стане веќе голема пречка во секојдневно функционирање. Но тоа се случува веќе подоцна. Предоцна. Се смета дека најголемата смртност меѓу психолошките нарушувања е токму од анорексија. Како се лекува анорексијата? Тоа ми е, како и други предизвици, нешто што се уште мислам дека треба да се поработи на свесноста. Психотерапијата е прва, антидепресивите секако, затоа што депресијата, дали се појавува прво депресија или прва анорексија, не е толку важно. Важно е дека депресијата е сериозна. И треба се свати сериозно. Често не се сваќа сериозно, затоа што сме биле навикнати некоја личност, некој дете да го гледаме и си викаме, фаза е, период е, но депресијата е сериозна. Така да и нормално со другите нарушувања кај женските најчесто, кај повозрастните сексуални дисфункции се појавуваат, кај женските со менструалниот циклус, хормоните, да, се оди на таа, често доаѓа до такви нарушувања, каде што се оди со хормонската терапија, но за психотерапијата си кажам јас за мојот дел, доаѓаат родителите со детето, нели мора родителите, малолетно ако живее со родители, така да доаѓаат и некако очекуваат да правам магии, мислам да биде магично. Не, прво и основно е довербата што треба детето да ја стекне. Па и самото тоа, ако после 2-3 сесии има некои магични резултати, тоа е предмет за разгледување. Дали е пресугестибилно, дали не може детето во мене да после 1-2 сесии да гледа некаков авторитет или да се прифати што ќе му кажам. Значи, прво што се работи во неколку сесии е довербата. Така да очекуваат родителите да тоа оди многу брзо и нормално често се навредени кога ќе ги повикам поединечно, некогаш чувствам дека има потреба да ја повикам мајката, таткото заедно, така да паралелно се наоѓаат нели навредени. Така да долготрајна е психотерапијата. Симптомите варираат во зависност од тоа каков е степенот на анорексија, како и секоја медицинска состојба. Со оглед на тоа што анорексијата може да подразбира цел еден спектар на нарушувања, симптомите се исто така доста вариабилни. Едни од најчестите физички симптоми кои што ги среќаваме се секако првиот на малата телесна тежина. Меѓутоа покрај тоа многу често овие индивидуи имаат опаѓање на косата, имаат сува и жолта кожа, многу често имаат неправилно срцебиење, од лабораториските анализи знае да се најде анемија, знае да се најдат електролитни дисбаланси и други нарушувања. Меѓутоа генерално овие луѓе се најчесто хронично уморни, имаат несоница, знаат да бидат разразливи, анксиозни. И покрај овие физички симптоми, многу често се забележуваат симптоми во смисол во однос на нивното однесување. Постојано се под стрес во однос на тоа што јадат, многу често знаат да избегнуваат да јадат во јавност и почнуваат да се асоциализираат, односно да ги избегнуваат нивните блиски. Знаеме дека генетиката игра значителна улога во појавата на анорексија, меѓутоа точниот ген се уште не е изолиран. Меѓутоа, оно што статистички го знаеме дека луѓето кои што имаат членот прво колено кои што има анорексија, има неколку пати поголем ризик за развој на анорексија версус преостанатата популација. Во однос на хормонскиот статус, хормонскиот дисбаланс, со што јас го работам, морам да кажам дека многу често луѓето ги сметаат хормоните за одговорни за одредени нарушувања. Меѓутоа, без разлика дали се работи за екстремна обезност или дали се работи за анорексија или дали нешто измеѓу,
Многу често, барем од она што досега медицината го знае, хормоните не се одговорни, туку хормоните реагираат на тоа што ние им го пружаме. Дали се работи за ексцесивна храна или дали се работи за недоволно храна или малнутриција, секако она што зборуваме денеска анорексија. Кај луѓето кои што се справуваат, кои што се борат со анорексија, настанува иницијално мала турбуленција, после цел еден земјотрес во хормонскиот статус, доаѓа до големо нарушување на речиси сите хормони. Доминантно прво она што најчесто се забележува и зашто пациентите доаѓаат во ендокринолошката амбуланта, тоа се девојките како и отсуствува менструалниот циклус. При анорексија масното ткиво е сведено на минимум, тие индивидуи се слаби, а половите хормони се деривати на масното ткиво. Доколку нема масно ткиво, тие не се создаваат. Дополнително при анорексија, еден доста популарен хормон сега, кој што доста луѓе веќе го знаат, се нарекува лептин, а е одговорен за енергетскиот баланс во телото, е сведен на минимум. Кога енергијата е сведена на минимум, кога немаме доволно репродуктивни хормони, телото прима сигнали кои што му кажуваат дека таа индивидуа едноставно не е спремна за репродукција. Дополнително, многу често страдаат и коските. Во состојба на анорексија се намалува коскената густина, а тоа доведува до зголемен ризик за фрактури. Кортизол е хормон кој што во овој случај при анорексија постојано е покачен со цел да поддржи нивото на шекер во крвта соодветно за нашиот мозок да може да се храни. Меѓутоа, при постојано покачени вредности на овој хормон доаѓа до други несакани последици од типот на гастритис, анксиозност, поголема нервоза, меѓутоа доаѓа до нарушување на самиот интегритет на крвните садови. Затоа што кортизолот спаѓа и во така наречени стрес хормони. Рачунајте дека такви покачени постојано нивоа на кортизол водат до целосно нарушување како и на хормонскиот статус, меѓутоа и на психолошкиот аспект кај личноста. Дополнително од хормоните се нарушуваат и тироидните, имаме намалено количество на триот тиронин. Ова е хормон кој што кога се намалува, го намалува срцебиењето или познато како брадикардија, ја намалува телесната температура, односно предизвикува хипотеремија. Ова се се начини телото како да ја сочува таа трошка енергија која што му е преостаната. Покрај сите овие хормонски нарушувања кои што веќе се многу, имаме нарушување во хормонот за раст и IGF-1 или инсулин growth factor кој што го викаме, тоа се моменти кои што се многу битни за целиот метаболизам. Повеќе пати го спомнав лептинот, тоа е хормон кој што е многу важен, кој што игра една од клучните улоги во енергетскиот биланс. Во случај на анорексија е многу намален, затоа што тој едноставно кажано се лачи од белото масно ткиво. Кога нема масно ткиво, неговото количество драматично се намалува, со тоа страда целото тело. Третманот пред се зависи од степенот на анорексија, во смисол зависи од тоа дали се засегнати виталните параметри, доколку се работи за индивидуа со сериозно нарушување на срцевиот ритм, доколку се работи за индивидуа која што е сериозно дехидрирана, која што има сериозна малнутриција, некогаш е потребен и третман во интензивна нега. Откако ќе се направи стабилизација на целата состојба, третманот е комплексен, односно подразбира тимска работа пред со психолог или психијатар, матичен лекар и нутриционист кој што ќе помогне со можеби минимално зголемување на калорискиот внес, меѓутоа да се внесуваат значајни нутритивни елементи. Третманот е важен затоа што подразбира долгорочно третирање во смисла на долгорочно придржување кон здрави животни навики со здрава исхрана. Она што е важно кај анорексијата е дека многу пати таа не е препознаена на време и е стигматизирана во нашето општество. Потребно е да ја препознаеме на време, да обрнеме внимание на симптомите, знаците на нашите најблиски со цел третманот да се започне што порано. Интензивното темпо на живење често им наметнува на адолесцентите потреба да изградат за себе идеална слика која е совршена. Ова е период кога активно ја градат и ја подобруваат нивната самодоверба, па така добронамерните критики од страна на семејството, блиските пријатели или пак професорите може да остават болна трага во моделирањето на нивната психичка состојба, односно нивниот психички моделитет. Како младите стануваат жртви на анорексија? Овој тип растројство во исхраната зазема се поголем замав во животот на младите лица, поточно адолесцентите, кои се наоѓаат во еден значаен период на премин кон возрастна доба и соочување со сериозни проблеми и предизвици.
Но навременото воочување од страна на стручно лице, блиска личност на поединецот или пак самиот тој, овозможува точно диагностицирање и имплементација на соодветен третман. Многу е битно тука семејството да игра многу голема улога, бидејќи голем дел од особите кои патат од анорексија се особи кои се стремат кон перфекционизам, наназад во нивното детство биле подложни на критики или биле подложни на постојано стегање од страна на родителите, на каде треба да придвижуваат и какво тело имаат, критики во однос на своето тело. Така да секако влијае и околината и општеството, но многу е битно заеднички со семејството да се работи. Потоа исто така многу е битен и психотераписки пристап, каде што многу подлабоко ќе се работи на однесувањето, но и на длабоко на мислите и на размислувањето на личноста, каде што третманот понатаму и ако е доста сериозна ситуацијата, предложува и психијатриски пристап каде што личноста ќе подложи на медикаменти. Нарушувањата во исхраната се се почест проблем, особено кај адолесцентите, но се среќаваат и кај децата. Според Светската здравствена организација, околу 70 милиони луѓе ширум светот се диагностицирани со некое нарушување, а околу 20% од нив, најчесто нетретираните случаи, завршуваат и фатално. Тоа е најранлива група затоа што се подложни, како што кажавме и претходно, на општествените промени, односно и на она што општеството налага и секако и врсниците, слаба си, дебела си, доволно е да им се каже и веднаш да пристапат, нормално немаат рационален аспект на размислување, бидејќи мозокот се уште се формира во тој период и она што им е многу битно да бидат прифатени во групата, да бидат прифатени во општеството, односно нивните врсници, оние кои им се блиски, така да во тој дел доста пристапуваат кон овај токму кон овај чекор да ослабуваат до бескрајно или до безсознание до каде сето тоа треба да оди. Прво и многу битно е да се пристапи кон свесност, односно едуцирање на средношколците, односно особено на женската популација, каде што директно во училиштата е многу добро да се реагира директно со едукативни предавања, каде што е битно да се напомене до каде треба да одиме и со убавината, што значи убавина, што значи доживување за своето тело или до каде треба ние да бидеме подложни со нашата свесност или несвесност на влијанието на другите. И секако тука сепак ја напоменам, семејството игра и многу битна улога и во тој дел. Непосреден поттикнувач за анорексија може да биде една обична екскурзија, летување, односно одделување од семејството, па се до смрт или тешка болест на близок, загуба на родителите, лоши оценки на училиште, некогаш и прекинување на емотивна врска, порачуваат докторите. Освен со анорексија имаме и со булимија доста работа. Булимијата повеќе е подложна нели на стрес, односно не толкаво доживување на како што е во однос на анорексијата. Она што е битно во однос на социјалните мрежи, како што укажавте, тие се највлијателни и најмногу им влијат. Денес не се во многу директен контакт со своите врсници, туку контактот со своите врсници има на социјалните мрежи. Таму следат доста групи за убавина, за не знам, можеби здравија, тоа не е на соодветен начин прикажано. Самите социјални мрежи со убавината, која во наводници би ја нарекли убавина, ја пласираат на социјалните мрежи, кај адолесцентите доста многу влијае и тоа е исто така доста исфилувано прикажано, каде што адолесцентите е нормално да паднат под тоа влијание затоа што живеат во тој свет и тоа е тоа што најмногу им е потребно, односно прифаќање и на социјалните мрежи и од врсниците. Дефинитивно имаме најголемо влијание од социјалните мрежи. Нарушувањата во расположението, анксиозноста, обсесивните идеи и перфекционистичките црти на личноста се важни предиспонирачки фактори кон развојот на анорексија нервоза. Најчеста причина е кај се случува анорексијата, мора да напоменам, кај деца во тинеџерска возраст, што се кај лица во тинеџерска возраст, од причина што во тој период сметаат дека треба да бидат нели во полна експанзија, да бидат нели најзгодни, да бидат со најголема енергија, да се допаѓаат на околината, не на самите себе. И тогаш една критика од надвор кај психолошки нестабилно лице. Значи тоа секогаш анорексичните лица и булимичните лица се секогаш психолошки нестабилни. Значи делуваат влијанието од надвор, односно критики
критиките и коментарите од надвор. И тогаш тоа лице почнува нели да превзема нешто во поглед на својата исхраност, на својот тек на живот. Понатаму може да биде психолошко расстройство, може да биде нели генетски фактор кој што си го влечеме од подминати години, односно од рано детство. Понатаму може да бидат психолошки фактори и најчесто анорексијата е поврзана со нашата психа, односно на што го имаме во главата, тоа го трансформираме нели и надвор. Проблеми во семејството, проблеми со друштвото, односно околината, ако сте вие отфрлени од некој друштво или околина. Постојат особено значајни елементи кои оставаат длабок печат врз психолошкиот профил на еден адолесцент, па така проникнуваат кон целокупната психогенеза на заболувањето. Така, например, дисфункционални семејства кои дозволуваат сосема минимален простор за индивидуален развој, многу поверојатно ја поттикнуваат појавата на анорексија нервоза кај млад човек. Овде спаѓа и негативната експресија на емоции во семејството, кога членовите знаат често да го преплават поединецот со обвинувања и критики, што е дополнителен емоционален стрес. Траумата поради физичко, психичко и сексуално вознемирување и злоупотребување во детството или адолесценцијата е ризик овие лица да развијат некакво психијатриско расстройство придружено со нарушување во концептот на исхрана. Па знаете како некако самото лице кое што е заболено од анорексија не е свесно за состојбата, тоа смета дека го направило правиот избор, дека со секој килограм намален дека е поуспешна таа личност, иако има 34-35 килограми, некојаш дури 32 килограми имаат девојки кои што се на 16, 17, 18 годишна возраст. Најчесто тука реагира семејството или нели околината која што нели старателите на тоа дете, од проста причина што верувајте овие лица знаат многу добро да манипулираат, да се зацкријат и доколку нели има ситуација кај што има анорексична личност, вие дома ќе оставите, веќе сме в ситуација пациентка која што беше анорексична, родителите дома оставаат храната, војчето ја фрла храната. А вие сметате дека внело доволно калории или ако ја изеде храната пред вас, после позади вас веќе ќе поврати таа храна. Значи, најчесто тука реагираат семејствата бараат помош од нас нутриционистите, па и од докторите кои што се врзани со оваа тематика. Ние како нутриционисти ништо не правиме како една карика, една алка во целиот тој процес и морам да напоменам дека нели доколку се решат пациентите кои што имаат проблем со ваков вид на заболување, да не е тоа само нели да се обратите само на нутриционист. Поентата е нели да пристапот биде мултидисциплинарен. Најмалку 5 луѓе треба да бидат нели во овој спектар на работа со анорексичен пациент. Нарушувањата во исхраната се најчести кај женската популација. Дали ова е мит или вистина? Ќе откриеме заедно сега. Мит. Нарушувањата во исхраната се најчести кај женската популација. Факт. Општото верување е дека нарушувањата во исхраната се женски проблем и дека мажите не се соочуваат со анорексија. Факт е дека речиси 10 до 15% од луѓето кои боледуваат од некакво нарушување во исхраната се мажи и момчиња. Во едно истражување спроведено од Американската академија за педијатрија забележан огромен раст во нарушувањата во исхраната кај мажите и момчињата во последните 10 години. Многу е важно да се разбере дека нарушувањата во исхраната, како што е анорексијата, во ниеден случај не може да бидат животна фаза или период кој лесно се пребродува. Тие се сериозни здравствени проблеми, производ на психолошки состојби од кои страдаат еднакво и мажите и жените. Еве неколку знаци дека тинејџерот, односно детето, пати од некоја форма на нарушување во исхраната. Промена во исхраната, строга селекција на храната и точен распоред кој вклучува многу малку калории, преокупираност со броење калории, честа посета на тоалетот, особено после јадење, употреба на лаксативи, промена во однесувањето, претерано и постојано вежбање, депресија, агресија и нагли промени во расположението, избегнување социјални активности, особено оние поврзани со храна, обсесивно однесување, перфекционизам, физички промени, нередовни менструални циклуси кај девојчињата, исцрпеност, недостаток на енергија и многу слаба циркулација, постојано чувство на студ,
вртоглавици и често губење свест, нагло опаѓање на косата на главата. Многу лица со анорексија нервоза не веруваат дека имаат проблем. Се додека е така, тој проблем нема да може да го решат. Веруваме дека поуките кои ги донесовме во ова издание ќе бидат корисни. Довидување до следната приказна.